И конечно преминуваме на поубави теми. Тоа ќе го направи Сузе со незините две гостинки, кои што разбрав дека имам повод за честитање. Така сте победнички, сте на првото реално шоу. За стартап и Founder Games, така. Девојки, нека ви е честито. Сузе е многу подобро информирана на оваа тема, така поведете. Денеска сме во светот на иновациите. Така, денеска на Така ни Одисија, тргна, да. Добро утро за Бисера Поповска и Надица Десанова, две од вкупно трите девојки кои што ни се светла точка и би рекла една убава работа која верувам дека ќе ја заследат многу ваши врсници, многу млади луѓе кои што ја поттикнуваат екосвеста. И токму така и вие некако ви се случи ова ваше представување и ова ваша награда која што допрва верувам дека ќе влезе на големи други врати светски. Надица, вака ќе почнам од тебе, кажи ни од кога ова трио почна заеднички да креира и да иновира нови идеи? Па, ние се дружиме од одамна. Со Ангелина сме другарки од основна, со Бисера од средна. Сме неразделни, па заедно преку дружењето почнавме да размислуваме на... Сакавме да се пријавиме на надпревар и имавме веќе идејата. Искрено од куинска несреќа, кај баба и на Бисера. Го видовме материјалот, целулозата и од таму почна се. Бисера, може би гледачите не им е совршено јасно многу за што точно станува збора, ама еве вака ќе ми дозволите јас да направам еден краток вовед. Имено, вие победивте на првото реално шоу за стартап и Founder Games, кое што е реализирано од компанијата Networker со поддршка од Halk Bank. Е дизајнирано да ги инспирира не само стартапите учесници, туку и целиот екосистем, вклучително и локални инвеститори, да размислуваат поглобално и да ги препознаат вредностите на инвестирање во иновациите. Вашиот одговор на целата оваа работа беше комбухата. Да. Како се киниса со комбухата? Па, од секогаш, например, јас сум на технолошки факултет и биотехнологија студирам и од секогаш сум имала некоја заинтересираност за биоматеријали и за мода и сите сме луди по модата. И бидејќи модата е една од индустриите која што е најголем загадувач и така со тоа како би можела некоја алтернатива на материјали кои што загадуваат. И така дојде комбухата, бидејќи баба ми ја пиеше, другата баба ја пиеше и баш некако се погодија временски да има и надпревар Biohack My World кој што го организираше мојата професорка Јана Клопчевска. И не викна на надпреварот, ние се пријавивме со идејата, не поддржа, рече топ ви е идејата и од таму до сега, еве, ќе одиме во Америка. Мора да се здрави и живи тие бабите, ако не ги пиеле бабите, комбухите, ништо од овие иновации, од овие светски награди. Кој пиеше кај вас комбуха и што се може со комбуха да се изработи? Па, материјалот има доста потенцијал. Од комбуха може и пластика да се прави и хартија, бидејќи целулозата е доста разновидна. Со вистинските адитиви може да се направи било што. Ние моментално се фокусираме на кожа, бидејќи тоа ни е целта, да направиме промена во материјалот кожа, односно да ја замениме со алтернатива која што воопшто не загадува и е дури здрава за природата, која ќе ја фрлиме. Има ли повеќе видови на комбуха? Да. Има, ама во глобала кај нас на овој регион е таа едната иста, бидејќи всушност комбухата, таа целулоза што ја градат се бактериите и габите кои меѓусебно работат и ние само ги храниме со шеќерот и со чајот и тие постојано работат, ние прават течноста, комбухата која што ја пиеме, а целулозата горе се формира, која што ја вадиме и од неа потоа правиме други работи, односно кожата. Колку време се подготвувавте, Надица, за да аплицирате, за да се пријавите на ова реално шоу? Па, искрено, идејата ни почна во март 2023 и до сега секој ден работиме, можам да кажам, така да цело време. И на шоуто се пријавивме доста неспремни и цело време работевме
на материјалот, работевме на пичот, на презентацијата и на крај победивме, што мислам... Имаше ли некои слични идеи како вашата таму? Не. Или вашата беше уникатна? Не, немаше, бидејќи повеќе беше центрирано за IT светот, за нешто што ќе со компјутери, Вештачка интелигенција, Да. се она на што некако и ние толку многу дојдовме со внимание. комбуха, со кожа од комбуха, што беше стварно Чудо. чудо, да. Вас всушност ве поттикна идејата да го заштитите човештвото на некаков начин од глобалното затоплување кое предизвикува страшно големи промени, токму и овие жештини кои ни се случуваат од јуни наваму и она што ние навистина не можеме да се справиме како да го поминеме денот, а ноќта е некогаш и уште потешка, но и отпадот кој што е во се поголем, би рекла, оптеретување на планетава Земја, како да го дојдеме до нула отпад. Што ни фали најмногу, Надица? Свесност ли ни фали или ни фалат експерти и иновации, луѓе со слободни идеи кои што ќе можат да се изразат и да направат добри решенија? Би рекла свесност фали највеќе, бидејќи сите поединечно не мислат дека можат да направат разлика сами по себе, а еве ние докажавме дека можеш да направиш разлика дури и од нешто мало како комбуха. Се што треба е само волја да имаш, да сакаш да направиш нешто добро. Сето ова кој го правевте, Бисера, и целата оваа ваша, би ја рекла, мисија во која сте влезени и допрва навлегувате, бидејќи во септември патувате за Америка, каде таму треба да го презентирате она за кое сте наградени, е на потполно ваш трошок. Да. Како издржувате и кој ви е најголемата поддршка од се? Искрено, нашите родители се многу голема поддршка и нашите ментори, мојата професорка Ена Клопчевска, стварно многу ни има помогнато, многу ни го има сменето мислењето, како да се однесуваме и така понатаму да се наградуваме, и многу сме благодарни за тоа. И се разбира нашите фамилии кои што ни даваат нивната поддршка и стварно веруваат и сакаат да успееме. Веруваа ли вашите родители дека од комбуха може да се изработува биокожа? Па, моите најискрено не. Мислеа дека е Требаше проект. Да, требаше време да го видат материјалот и од кога го вида беше целосно друг муабет. Видоа дека има огромен потенцијал и почна да ме поддржува целост. Претходно имаше скептицизам, не им се веруваше дека од комбуха може да се направи нешто, но со првите прототипи и продукти поверува во тоа. Кога првите позитивни сигнали, после колку време работа ги добивте дека ова вистина функционира? 6-7 месеци. Да, после 6-7 месеци работа добивме некаков плод. Ако сега лаички вака ќе кажам нешто, ако на комбухата и треба денови за да се размножи, колку месеци се потребни? 6 месеци се потребни за да може да... Не, тоа е убавината со комбухата, кај што многу брзо се размножува, све што треба ние да ставаме е шеќер и чај, дека многу едноставни материјали се. Единственото нешто е просторот кој што го треба, бидејќи кога ќе ја ставиме во садови, било каков сад да ја ставиме, ако сите услови се како што треба, ќе си расте. И сега тоа ни е најголемото, колкава површина сакаме всушност. Тоа ни е, да речеме, најголемата пречка е просторот да го најдеме. Има ли комбухата сезона која е добра сезона или лоша сезона? Зборувам на климатските, временските прилики. Не, нема. Оптимална температура е најидеална, да речеме 24 степени, што значи дека во домашни услови било супер. И зимно време и летно време. Така. На вашите факултети, вие сте, рековме, другарки од детство, ама студирате на различни факултети, дури и Ангелина, која е во моментов оправдано одсутна, и посакуваме добро здравје, затоа што чув дека има мала неприлика, мала се разбира, се работи за летна настинка, веројатно. Да. Но посакувам да е се добро, особено затоа што ве чека пат за Америка. Од кои факултети доаѓаме? Јас сум од технолошко-металуршки, Надица од машински, Ангелина од природно-математички. Да. Ангелина е завршена? Не е завршена, се уште Сите сме работи. на пат. Некаде, тука сте на пат, при крај при крај. студиите. Има ли на вашите факултети доста млади луѓе кои што влегуваат во едни вакви иновативни приказни и кои што навистина сака да се потрудат да излезат од рамките на формалното образование, бидејќи верувам дека она што го учите на вашите предавања со вашите ментори, професори, е секогаш нешто што дава можност плюс
за да се опробаме и на нешто плюс повеќе. Затоа и светот го прават убав луѓето како вас кои што измислуваат нови начини како да имаме добра еколошка средина, како да имаме подобар воздух и многу други нешта да бидат подобри. Има ли доста млади луѓе кои влегуваат во вакви тимови? Морам да кажам дека последниве 2-3 години повеќе приметувам дека има и отворени повици за да се приклучат, има надпревари кои што би мотивирале млади, тоа навистина ми се допаѓа и све повеќе се ориентирани кон нешто со како да ја спасиме околината, како да бидеме по грин и така натаму, што мислам дека понатаму ако се движи вака, дека се повеќе свеста ќе се крева. Така. За кои пазари била наменета оваа биокожа на која вие сте фокусирани сега? Па, прво ќе ја целиме модната индустрија, нормално, може во прехранбената индустрија, бидејќи комбухата е богата со пробиотици и ние не ставаме ништо штетно во изработувањето на комбухата, на кожата, па таа кожа може да се јаде исто, освен да се користи, и има многу пробиотски вредности. Дали тука и козметиката спаѓа? Да, има веќе козметиката, козметички линии. Доста козметички линии со комбуха, што ние не знаевме, исто откривме додека ја правевме нашата кожа, исто така се користи и како природно средство за чистење комбухата, бидејќи ако одстои доволно време како оцет, што е навистина интересно, ама ние гледаме да целиме кон модната индустрија за така да не дознаат луѓе и понатаму дај Боже некој поголем партнер, не знам, Стела Маккартни, BMW, што би сакал да соработува со нас. Па не би било лошо, немате после да не познавате кога ќе ве бараме за гостување. Ние знаете дека секогаш ќе ве пратиме, бидејќи кој еднаш бил наш гостин, секогаш е добре дојден и ние секогаш ги заследуваме сите ваши идни настапи, идни проекти. Ќе ми биде драго навистина со добри вести да ни пишете и да ни се јавите и од Америка. Кажав дека веќе интензивно се подготвувате за таму. Кажете ми како се гледате себе си понатаму и како е да се биде жена во оваа индустрија, бидејќи верувам дека ние сме Балкан и светот на мажите е многу интересен, нема да кажам друг збор интересен, но во последнава деценија, ако не и повеќе, се појавија жени со големи идеи, жени кои навистина почнуваат да ги менуваат нештата. Да. Па би рекла дека имавме, мислам, се уште имаме така некои препреки кои што ги преоѓаме, ама дека се целиме, не знам, да имаме успешен бизнис за 5 години од сега, да придонесеме нешто на македонската економија, да дадеме некои нови работни позиции, да подкренеме некаква свест за како ние би можеле да вратиме назад на природата и да мотивираме нови и жени и мажи кои што се колку нас постари, дека никогаш не е касно да се почне со нешто и дека може да биде нешто што ќе биде и придобивка за другите, освен за нашите самите себе. Така, ние сме средина во која многу критикуваме, малку знаеме да пофалиме. Дали до денешен ден некој друг ве повика некаде, дали некаде ја споделивте оваа ваша голема радост, голем успех, би рекла, или навистина сме ние едно критичко општество во кое што најмногу сакаме само мани да наоѓаме и да осудуваме? Да, сме докажале до сега, сме биле на неколку интервјуа и сме добиле голема поддршка, би кажала, од Македонија. Има некои коментари кои се за нашата победа, бидејќи сме жени нормално. Што беа... Кај нас жените никогаш не сме успехот да биде наш. Секогаш мора некој друг да биде заслужен, ако не е мајка, татко, тогаш се роднини, тогаш се некои трети, четврти лица. Нас на жените ни е забрането да бидеме успешни, но многу жени тоа го докажале дека нема врска и дека успешните жени немаат многу време да се занимаваат со коментарите на останатите, не само успешните жени, воопшто успешните луѓе. Така да ми се чини дека оваа ваша тројка допрва ќе не уверува во тоа колку е важно да стремиш кон својата цел, да имаш фокус и да знаеш што сакаш да постигнеш. Дали некој друг освен Халкбанка ве поддржува во патувањето во Америка? Моментално не е само Халкбанка и тоа што е од Фаунд регистар. Да. Јас се надевам дека ќе се изнајдат, можеби после ова интервју, а можеби во меѓувреме,
компании, институции кои што ќе ја поддржат оваа ваша мисија, бидејќи е ова прилично сериозна работа, особено заради тоа што вие стремите за 3 до 5 години, како рековте, да направите бум со производство на биокожа и во биоматеријали маркетот и во биоматеријали на Балканот, да маркетот, бидеме едни од пионерите кои што ќе донесат биоматеријали и понатаму да биде употребувано. Не ве прашав само уште од колку земји имаше пријавено на реалното шоу учесници? На реалното шоу само од Македонија бе моментално, ама мислам дека за понатаму за втората сезона ќе биде од тука регионално. Беше силна конкуренцијата? Да. Беше, да. Да. Искрено, ние до последен момент не знаевме дали ќе победиме или не, ама Одлично. на крај, да. Многу се радувам на овој ваш голем успех. Посакувам со уште поубави вести да ни се јавите од Америка. Ќе ја поздравиме и Ангелина, која е, рековме, одсутна, но како и да е, гледајте само напред, светот е ваш, младоста е на ваша страна, знаењето веќе го имате и потребни ни се вакви луѓе како вас да ги поттикнувате и да ги подсетувате дека навистина со овие нови пронајдоци, нови решенија ние можеме светот да го направиме поубаво место за живење. Да. Беа тоа Бисера и Надица, ви благодарам уште еднаш, имајте убав ден.